Ново издание на емисијата Напладне, нова тема и се разбира нов гостин. Со нас денеска во студиото е деканот на Факултетот за туризам, професор доктор Цветко Андреевски. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ќе разговараме секако и за туризмот, но и за многу други теми, а јас би сакала да почнеме со најновиот сегмент од најновиот попис, а тоа е дека над половина од вкупниот број на станови во Охрид се празни. Вели дека 17.820 празни станови има во Охрид или 53% од вкупниот број на станови се ненаселени. Вие ги следите овие трендови со години. Сега има три теории. Едната е дека се гради неплански, се гради кај што ќе се стигне, нема план, нема визија, се затвара просторот во еден УНЕСКО регион. Другиот е дека луѓето, и тоа е факт, дека си заминуваат. Сега третиот дека станови купуваат луѓе надвор од Охрид и дека ги користат само како туристи. Што мислите вие? Ова второто и третото што кажавте е точно. Имаме и луѓе од други места кои што имаат купено станови во Охрид, тоа не е тајна. Има и селување од Охрид, тоа исто така го покажа пописот. Не толку драстично како во други градови, како што е Струга, например. Да. Меѓутоа не е занемарливо. Добар дел од охриѓани се иселиле во последните 20 години. Она што сакам да го кажам за урбанизмот и неговата поврзаност со туризмот, ова е катастрофален податок, каде што скоро 18.000 станови стојат празни. Дел од нив веројатно и многу малку или воопшто не се користат, а дел од нив се користат само во текот на летната сезона, кога Охрид го развива туризмот и тогаш дополнително доаѓаат други луѓе, други гости во градот, кои што не се пријавени, кои што не се евидентирани, кои што прават притисок на функционирањето на градот. Замислите 17.000 станови, кога би дошле луѓето условно, ако се тие од други градови тука, тоа се дополнителни 17 или 18.000 возила. Не знам, во секој стан да има по двајца луѓе, тоа се над 30.000 гости што ќе дојдат во одреден период. И оно што ние го нарекуваме масовност во туризмот, всушност не е проблемот кај бројот на гости што се сместени по хотели, по приватно издавање, оние што се регистрирани станоиздавачи, туку тој притисок го прават баш овие голем број на станови кои што постојат, кои што се продадени на луѓе од други места и кои што само во одреден период или во таргетиран период доаѓаат во Охрид и го прават тој притисок. А има ли неконтролирана градба? Дали се претерува со тоа градење на згради и во централното градско подрачје и надвор од централното подрачје? Вака, не можеме да речеме дека не е планирано, зашто тоа е во согласност со деталниот и Да, но тоа од технички аспект. Другите урбани планови. Меѓутоа, треба да постои стратегија за развој на туризмот. Значи, не е доволно вие само да изгласате детални урбанистички планови, генерален урбанистички план и сега тераме по урбанистичките планови. Значи, треба да се знае стратегија. Дали ќе се проширува, колку ќе се проширува, во кој сегмент ќе се проширува, која е катноста, таа да биде унифицирана за сите градби што ќе се градат во одреден простор. Значи, просторот да личи како што треба, меѓутоа и да е урбанизиран и да има доволно паркинг места и цела на додатна инфраструктура што е потребна за еден нормален град, за функционирање на град, а посебно за туристичко место како што е Охрид. Старото градско јадро е заштитено со закон, меѓутоа и таму има одредени проблеми во делот на урбанизмот. Потребно е прво да се види што се случува во градот, да се видат сите овие податоци и да се направи една долгорочна стратегија за која што ќе се обврзат сите бидни градоначалници и луѓето што се вработени во урбанизмот, тоа да го почитуваат и да внимаваат на развојот на градот. Да, значи ова е еден аларм, да кажеме, кој што треба затоа што овие бројки се навистина поразителни. Па да, ето ви кажам, значи 18.000 или скоро 18.000 станови, цел Охрид има околу 52.000 жители. Така, да. 18.000 станови, замислите по четворица
се сместат во секој. По двајца да се сместат, тоа се 36.000 жители дополнително. Оние 52.000 што ги имаме. Тоа е огромна бројка, односно огромен процент од оно што го имаме како број на жители во градот, што јас мислам е недозволиво. Секако има решение и за тоа. Значи, ние не сме единствени во светот кој што има таков проблем со урбанизација. Постојат решенија, посебно во делот на даночната политика, како да се дестимулира купување на станови на жители од други места. Ако некој навистина сака да има тука стан, во рете, не можете со закон да му забраните, меѓутоа ќе си плаќа поголем данок на тој имот, значително поголем, и ќе види, ако му се исплаќа, ќе го има, ако не му се исплаќа, тогаш ќе биде принуден да го продаде. Значи, тоа е еден од начините да се спречи она што... Па така се регулира во голем број на држави. Очекувате после ова да забави изградбата на згради или да продолжи во подем да... Не очекувам. Ова не би ги загрижило многу инвеститорите? Не очекувам да се намали урбанизацијата. Прво, општината има интерес од тоа, затоа што најголемиот дел од приходите доаѓаат баш од делот на урбанизмот. После тоа, што кажавте, приватните инвеститори кои што имаат купено одреден број на локации, нивниот интерес е да изградат максимален капацитет може на тие простори кои што ги имат, така да не очекувам дека во скоро време ќе се намали таа динамика на градење. Да, колкав реално бенефит има локалниот туризам од нашите сограѓани кои што инвестираат во станови во Охрид? Од тие што се пријавени станови издавачи има бенефит, затоа што се раздвижува локалната економија. Значи, тие сместуваат туристи, плаќаат туристичка такса, плаќаат данок. Тие туристи што ќе се сместат тука, трошат средства и за други услуги, по ресторани, по транспорт, по посета на културни институции и така натаму. И тие пари се движат во локалната економија, меѓутоа и делот и за општината, делот и за државата и така натаму. Поголем проблем имаме со овие другите што ги кажавме, што доаѓаат нерегистрирани или пак тие што нерегистрирано сместуваат други гости и така натаму. Да, веќе ја начнав темата за туризмот. Како ќе биде оваа сезона, дали туризмот конечно закрепнува? Да, секако дека закрепнува. Најпогодена година беше 2020, кога бројот на ноќевање падна од прилика на нешто повеќе од 1/3 во однос на она што го имавме во 2019 година. Минатата година се остварија повеќе од 2.300.000 ноќевања, што е одличен резултат. Оваа година таргетот е на 2,5 милиони ноќевања, што мислам дека ќе се постигне со оглед на тоа што повторно се воспоставија оние авиолинии кои што беа укинати во претходните години, според договорите што се направени со странски туроператори за носење на странски туристи, така да мислам дека тој таргет од 2,5 милиони ноќевања ќе се оствари и модел веројатно ќе се надмине. Ќе се вратат странските туристи? Да, веќе се враќаат. Холандските туристи преку тури операторот веќе имаат договорена динамика на доаѓање. Туристите од Турција исто така се враќаат, полските туристи во помал број и тие се враќаат, дел од туристите од соседните држави исто се враќаат, така да одиме во добра насока, меѓутоа сигурно ќе ни треба уште веројатно 2 години за да дојдеме до онај број од 3.200.000 ноќевања што се остварени во 2019 година. Да, и значи покрај инфлацијата има оптимистички најави за оваа сезона. Па добро, тука имаме предност во однос на другите држави. Ако го видите индексот на патувања и туризам, ќе видите дека една од предностите на Македонија како дестинација, а тука се разбира и Охрид, е дека имаме пониски цени во однос на околните дестинации. И тоа е една од нашите предности. Се разбира дека дел од луѓето што се заинтересирани да го искористат летото за патување ќе бидат
спречени врз основа на порастот на цените, кој што го има сегде, го имаме и тука, видовме дека инфлацијата е веќе двоцифрена. Секаде присутна, да. Така. Меѓутоа имаме добри шанси да привлечеме добар дел на туристи. Да, пред некој ден промовиравте проект за дигитализација на туризмот, вашиот сектор со многу други државни институции. Ајде да им кажеме на гледачите за што станува збор, како ќе се дигитализира туризмот? Прво да ги поздравам организаторите на тој настан. Тоа беше во организација на Swiss Contact, Швајцарската амбасада, Универзитетот Свети Апостол Павле и Факултетот за туризам и гостителство. Еден навистина добар настан каде што се споја понудувачите од областта на туризмот и гостителството и компаниите од IT секторот. Ние бевме само фасилитатори кои што го возможивме тоа поврзување. Она што го видовме од тој состанок е дека свесноста и она што се користи како софтвер, како алатки кај туристичкиот и гостителскиот сектор се уште е на некој ниско ниво. Се уште ги имаат оние почетни проблеми за набавка на соодветен софтвер за нивното работење. И после овој период на пандемија всушност и не се во состојба да издвојат поголеми суми на средства за набавка на таков софтвер. Меѓутоа тој беше целта на тој настан. Прво да се видат проблемите, да се види до каде сме стигнати со самиот процес на дигитализација и да се предложат одредени решенија кои што ќе ги надминат оние основни проблеми со кои што се соочуваат хотелиерите, патничките агенции, гостителите и така натаму. Мислам дека се остварија добри контакти во таа насока, меѓутоа се надевам дека ќе се најдат и одредени фондации кои што ќе помогнат и финансиски за да се надмине дел од проблемите. А од друга страна понудувачите на услуги добија насоки да се организираат во здруженија и преку здруженијата да се ги остварат своите права на најдобар начин. Се надевам дека ваквите настани ќе продолжат и во иднина и дека бенефит ќе имаат сите од тоа. Да, и само накратко да објасниме што ќе значи таа дигитализација. Како ќе може да се тие услуги да се користат? Тоа си би било електронски така представување. Тоа ќе значи за компаниите подобар настап на пазарот, поголема конкурентност во нивните понуди, поголема свесност за она што го бараат корисниците од нив, поажурно работење, прибирање на поголем број на податоци од кои што ќе може да се генерираат информации и за креирање на бази на отворени податоци кои што ќе ни помогнат и на нас, на истражувачите, за да ги анализираме состојбите во туризмот и да правиме идни стратегии за развој на туризмот. Да, значи се модернизираме. Да, се разбира. И ќе ги имаме сите овие бенефити што ги кажав, што не се малку. На долг рок ќе значи навистина многу за развој на туризмот. Проектот го прифаќаат и хотелиерите и гостителите, така? Се разбира, затоа беа и присутни тука и после на коктел паузата се развијат дискусии и се поврза луѓето од индустријата и од дејноста на туризмот за да разменат информации, за да видат што се може да добијат едни од други за тој процес, условно речено, на дигитализација да оди натаму. Да се надеваме дека ќе има успех. Ви благодарам многу на гостувањето, начнавме повеќе теми, дадовме, мислам дека одговори на многу поставени прашања и се гледаме во следна прилика повторно. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што не следевте и денеска. Се дружиме повторно следниот понеделник. Пријатно!